Денес разговарам со човек кој не се плаши да каже што мисли и цврсто да застане позади тоа. Филип Достовски е долгогодишен борец за легализација и употреба на канабисот како во рекреативни, така и во медицински цели. Борба која во неговите зборови има спасено голем број на животи, но сериозно го има нарушено својот. Скоро двочасовен разговор во кој Филип искрено ги споделува сите оние моменти во кои што се судрил со системот, за благодарноста од сите оние на кои им го има спасено животот, како и за начинот на живот кој што го води денес. Останете со нас, ова е нешто што ќе сакате го видите. Тоа примети ви среќа вие што постоите со подкасти, новинари бе брат, сите се, кој што им каже, тоа прашуваат, тие гости ги викаат, за таа тема се интересираат. Ти гледав неколку интервјуа сега и ти гледам дека дури збориш си као и си фрустриран пошто ем што му е нарачано прашањето, ем што он е незаинтересиран комплетно, ем да ништо не лечи, си го губиш времето. Значи Баш така. А и најбитното од све не се вршат функцијата за која што постојат, така тоа они треба да информираат јавноста. Тоа Они одамна не не ја е така. информираат јавноста, него они шират пропаганда од некој, значи едно е ширење пропаганда, а друго е вистински информации. Кај нас више не постои тоа. Не постои Мислам одамна. да не се подкастиве и ово она, такви некои поалтернативни као јавни гласила на телевизија и на стариве што им се сервира. Нема кај да се изразиш, нема точна информација, нема нешто нема прво, нема љубопитност. Значи секогаш се трга од точка на јас се знам. Значи јас кажувам дека јас не знам на пример. Ти кога ми сконтактира, кога нели се понуди да ја кажеш и втората страна, како ти кажам, за мене тоа е целата поента на се ова што го правиме. Да. Значи не е поентата јас да пропагирам идеја или став или значи проблемот е да ја разгледаме ситуацијата од колку ше можно повеќе агли, па после тоа ќе си дојде, значи тоа што е вистинско на тој што ќе се суди, ќе се суди според тоа што површина ќе си дојде. Да, па тоа више го нема кај нас. Тоа па мислам сегду свет да, значи тоа е, гледам дека голема е работа околу канабисот, околу марихуаната, воопшто не е наивна, воопшто не е нешто што така нели ќе го решиме у саат време муавет дебати и така натаму, значи имаш дебата, имаш држава тука вмешано, имаш политика, имаш све. Највише криминал дури и сега со овие со кравати у парламент што седат. Значи работа со марихуанава е цело време тргана од човештвото, значи ја нешто пробав книга да напишам, па собирав информации, па никако да ја завршам, зашто цело време искачат некои нови информации. Земи со микрофонче да само поблиску. Вака. Ама работата е тоа што има толку многу информации што ни се тргнати и што многу брзо се избришани у тек на неколку генерации. Например, ќе те прашам, сигурен сум дека не знаеш, што мислиш Југославија како држава, до која година произведува легално канабис? Не зборам само во индустрискиот коноп, него зборам индика, сортиве, индика, сатива. Југославија е била еден од најголемите производители у свет, а мислам едно време може и прв во Европа. Сега, што мислиш до која година Југославија произведува легално канабис? Да лупнам некоја година, од позиција на знаење не е сигурно е 85-та би рекол, не знам. Добар си, до 70 и 71. Сега, ама до 70 и 71 по аптеки низ Југославија, не во сите, по некои, поготоа некои што уште користеле и некои стари лекови, се продаваат џоинти замотани марихуана, лек против астма. И сега го имаш тоа до 70 години. Каде е тоа како информација денеска? Го имаш секаде, значи треба малце поише да бараш, ама ја може да ти ги пратам, значи ова све што зборам ќе ти го нели дури тече подкастов да ги убациш некако, ама ќе ти покажам, значи Југославија престанува да произведува канабис, е многу интересна работа. Сте ја гледале онаа серијата Сенки на Балкан? Не сум. Ама си ја чул? Да, сум слушнал, да. Па она чепнува нешто од таа тема, дека Балканов ова поднебје секогаш било најголем производител на канабис и на афион. И таа илегална трговија на канабис и афион порано во Југославија била државна работа. Југославија тоа највише се финансирала. Па некогаш добивала шамари од големите сили зашто претерувала во тоа. Ама ако сега може да кажеме дека тоа јужноамерички држави го прават со кокаин,
Југославија порано била јужноамеричка држава на Балкан, продавајќи канабис, коноп и афион. И дури службиве УДБА, она се занимавале со тоа. До 71-а. Не, тоа цело време, може и после 71-а, ама официјално зборам за службиве што продава дрога. Тоа затоа кажам, тоа малце земено како тема во Сенки на Балканот. Има некои информации точни, некои неточни, малце преувеличени, ама се земени баш факти што се случувале тука. Југославија престанува да произведува канабис кога Тито иде кај Никсон на гости во Америка да лобира за некој кредит. Америка неколку пати давала кредит на Југославија и еден од последните кредити што е земен таму крај на 60-ти години, еден од условите за да Америка го даде кредитот на Југославија била комплетно да престане со производство на канабис. И тука Тито се враќа и сече све во една година, тоа е 70 или 71. Не ме фаќа за збори. Сега тоа како факт скоро никаде го нема. Мислам, го има, треба ептен да го бараш, ама би требало да е многу подостапна информација, а не. Многу интересна работа. Не, тоа е, види, тоа објаснува многу работи од денешен аспект, тоа зошто е тоа така, каков бизнис е тоа, нели, целата Тоа е бизнис што не застанува. Не застанува, не само што не застанува, туку доста профитабилен и доста, како се вика, благодарен, така да кажам, за тоа што е, нели, не само што носи пари, туку здрави од друг аспект. Вака. Сакав и на тоа да не збориме само како во форма на лек. Значи, порано, ако сега некаква вредност има биткоин, злато и така натака, порано, знаеш дека Питите Афион биле единица мерка за ничево богатство, погото Источна Македонија, Штип, Свети Николе и така натака. Сме биле многу огромни производувачи, например и на Афион. Го имаме на грб. Денешно некој дете да праша шо бара Афион на грб, прво не ни знае дали шо е тоа, шо растение, второ не знае ни како ни зашо. Значи го имаме на грб државен, а не знаеме ништо за него. Што се случувало со него, трговијата, политиката, за што се користел, ништо не знаеме. Знаеме само, кога иделе порано на ниво старите, детето да не плаче, му ставале трошка Афион под јазик. И за чудо, ниедно од тие деца не станало зависник. Тоа ќе се вратиме и на таа тема, што е дрога, што не е дрога, предизвикување зависност или не. Да, да почнеме со Почна више подкаст, да, така? да, почнати сме, да. Да. Да почнеме со твојата приказна. Значи, јас знам дека ти имаш големо разбирање од светот на канабисот, Така? опијати и целата таа политика. Значи, долги години си во борба, председател си на Зелена алтернатива, си во тој свет, се бориш со многу поголеми сили. Ме интересира твојата позадина. Јас не сум запознат со твојата позадина, како ти дојде во контакт со канабисот и да кажеме да си толкав амбасадор денеска. Вака се. Прв контакт со канабис имам многу мал, на 12 години, воопште не е фалење. Возевски рол, се собиравме на ЦЕКА, денешна влада на Република Македонија, нели таму кај споменикот, беше зборно место и сега реално прв пат пробав рекреативна употреба таму со постари скейтери, панкери и така натака. Ама ништо посебно, значи не дека сум почел да користам или ме натерало да почнам други дури да користам, тоа е тешка, ајде да не кажам глупост, небулоза. Значи прв пат пробав на 12 години, после на 15 години, правам long story short побрзо, зашо има доста сум го кажал ова, да. На 15 години ми диагностицираат рак на лимфни јазли, Ходжкинсов лимфом. Ми испитуваат тука во Македонија, не може да ми откријат што е подолго време. Отидов во Словенија, во Љубљана, таму ми поставија диагноза, се лечев со хемотерапија и со зрачење. Додека ме зрачеа во Словенија. Хемотерапијата тука ја прима во Скопје, заради тоа што по словенската шема, они нели ми ги дадоа лековите како да ги користам. Не кев таму да седам долго време у Љубљана, нели другари ваму таму. Тука у Скопје примав хемотерапија, после за зрачење се вратив во Љубљана. И таму реално пак почев да пушам марихуана, заради тоа што помага со сајд ефекти и од хемотерапија и од зрачење. Ама сериозно помага. Значи да се разбереме, човек што немал мака, погото
сега рекреативно што користат канабис, мада и на тоа сакам да се навратам, рекреативна и медицинска употреба. Тука е малце сива зона. Ама повеќето луѓе нели што немаат некои конкретни здравствени проблеми, што си пушат марихуана, они реално немаат појма колку таа иста марихуана колку помага на некој болен. Значи поготово со сайд ефекти, хемотерапија, зрачење или симптоматски врска со канцер. Добро, или значи болки. ти си го имал тоа искуство, да кажеме, од мака едноставно да почнеш да ја користиш. Абе, јас си мислам дека ништо не е случајно, заради тоа што ете прв пат кога пробав на 12 години, може после на 15, зашто мене у Словенија реално тие исто скейтери ваму таму што возат скирол и некои луѓе што се лечеат таму, конкретно на девојка од Лјубљана, они почнаа ми зборат за марихуана таму и као со нив и пробав втор пат, да речеме, медицинска употреба. Ама може немаше да пробам ако пред тоа не знаев што е марихуана, да не научев у Скопје. Така прв пат да се сретнев од Лјубљана, може немаше ни да видам стварно како делува. Тоа користење, да кажеме, ти тогаш освен што пушиш марихуана, користиш и масло за третирање на... Не, тогаш тоа е многу далеку времето, значи 95-та година, значи колку има поминато, 30 години? 30, да. Тогаш не се знаеше ни за масло, ни воопшто такво. Значи не се ни тврдеше дека канабис може да излечи рак. Тогаш луѓето кога ќе кажа медицинска употреба ја користеа баш за третирање на симптоми. Само со пушење беше тогаш? Само со пушење, да. Значи за третирање на симптоми, ама мора да се разбере дека иако пушењето и не е некој баш здрав начин на администрација, и тоа има медицински својства. Значи во Израел имаше, ја не знам дали уште постојат, зашто таму се менуваше законот неколку пати, ама постоја клиники што буквално им дава џоинти смотани на пациентите. Поготово за невропатска болка, за разни видови болка, мислам дека пушење е најефикасно, дури подобро и од зимање масло. Сега пушењето не мора да биде во џоинт, има сега разни апарати кои што се ајкос цигариве, кои не го согоруваат растителниот материјал, туку само го загреваат на одредена температура и реално тоа воопшто не е штетно, зашто ти ги инхалираш уствари само лековитите молекули. Значи не вдишуваш согорена материја, чад, нели? Така. Катрани. Како тебе ти помага, да кажеме, во твојата болест? Вака сега, ја фала на Господ сум здрав. До сега, значи, сум имал неколку пати сомнеш дека ми се враќа болеста, ама за среќа се било кој што треба. Кој што кажав, ја имав рак на лимфни јазли, тој релативно лесно се лечи хемотерапија, зрачење, поготоа ако е на време фатен, само проблемот е кај тој тип на канцер што многу често се враќа. Значи, и сега секое враќање малце потешко и потешко се лечи. Многу често и не се враќа, што за среќа, значи ја кој што кажам неколку пати имав сомневања зашто ми отекуваа пак лимфните јазли и така на така, ама за среќа на лекар се испоставило дека е све во ред, да. Реално користам канабис сега, масло, пушење помалце, валјда ме стигна и годините, 4-6 напонив сега пред некој месец. Оно што се вика мојата нива испушив. Ама сам да кажам, повеќето од корисници на канабис што користат форма на пушење, после некое време се досадува, реално. Не те тера да почнеш да користиш друга дрога и така на така, тоа поише мислам дека изговор на луѓе што користат и други дроги, како почнав и така на така, не, зашто повеќето луѓе, јас што ги знам, што се мој круг на луѓе што користат марихуана, дури ни алкохол не пијат, камоли нешто друго. Поише, така да... Добро, значи, ќе стигнеме до тоа, само ме интересира затоа што навистина, еве да кажеме, веќе ти твојот живот го имаш посветено веќе на признавање и да кажеме сплет на околности, да. Не дека свесно го посветив, ама сплет на околности. Тоа е, не знам, Божја работа, не знам како да го кажам, така, значи едноставно си имаш земено за мисија, за како некој повик во животот да издигнеш марихуаната на ниво кај што сметаш дека треба да биде. Или можеби на вистина треба да биде таму, ме разбираш, значи во моментов сум се уште многу понезапознаен во однос на тоа што е марихуаната, канабисот, тоест кои се неговите употреби, кај треба да биде,
кои се Така. политиките, зборевме. Кога сваќаш ти дека уствари има повеќе бенефити од канабисот, дека тоа е една цела индустрија и дека тоа е нешто, да кажеме, кое што сакаш да го истераш како некоја правда на виделина, како некоја вистина на виделина, да кажеме. Вака, кога се врати во Словенија, нели таму пушев за side ефекти и така натака, е нормално дека после продолжив да пушам, мислам се излечив све кој што треба, ама ми остана како навика да пушење марихуана. Мислам, ајде да речеме рекреативно. После некои 15 години, значи имав 3, како му доаѓа, 2008-2009, 2009 мислам дека беше, на интернет случајно ми искача линк, пошто нели највише имам сурфано или за мојата болест или за марихуана, зашто меѓу време нели зашто користев марихуана, порано купувавме марихуана што се носеше од Албанија, беше полна со семки, значи нели семките ти остануваат. Само прашање на време кога ќе посадиш, така да. Onda поминеш од само користење на произведување, така да нели имав и садено поводно ваму таму и нели се интересирав за тоа највише сурфав. На интернет највише тоа ме интересирало, значи канабис. Значи 15 години да кажеме рекреативно да користиш. Значи најка друштво и така натаму. Случајно ми искача на интернет, најверојатно Google спојува информации, тогаш почна валјда да собира такви податоци, нели. Ми искача линк дека некој човек од Канада измислил масло кое лечи рак, масло од канабис што лечи рак. И ништо ја кликам на линков да го видам што е, гледам дека јавно меѓу време научив хашиш како се прави, нели, од марихуана. И чисто да видам. Да, мислам не само ја, повеќето луѓе кои користат канабис така натака, не дека нешто посебно јас сум бил. Сум учел од други луѓе исто тука у Скопје и го кликам линков да видам, нели, што е како се прави ова масло, баш ме интересираше, мада до тој момент не верував дека лечи рак. 2009 ли е првото масло? Тука кај нас направено, да. Мислам, може некој пред тоа исто правил, ама нели сам дома да не каже на никој, значи паблик, вака појавно. Да, ја кој што знам првото е направено 2009. И нели го кликам линков, го гледам како се прави масло, гледам дека реално 70% иста процедурата како правење на хашиш. Уствари маслото е хашиш, некоја прочистена форма на хашиш, затоа е течно. Дури и хашишот како хашиш, ако зимаш мали топчиња и ги голташ, не да ги пушиш, го имаат истото лековито сведство како маслото. Значи тоа е тоа. Тоа е една иста работа. Сите разни називи за екстракти од канабис уствари содржат едно исто, смолата на канабисот. Мислам, формата е небитна во смисол водка, ракија, виски. Така, све е жесток алкохол, све содржи алкохол, на крај действото е тоа. И го гледам рецептов, пробав веднаш да го направам, го направив, релативно успешно излезе. Нормално не верувам дека тоа лечи рак, само ме интересираше како и откривме дека нели од тоа масло ако една капка намачкаш на цигара, можеш да ја пушиш било каде у кафичу, диско, уствари пушиш марихуана, никој не те гледа. Не мора да идеш да се криеш, да моташ. Па малце ќе замириса на почеток, ама после тоа не. Значи може ќе замириса, не знам, 30 секунди. Ама и на некој да му замириса, дури да се сврти, ти стоиш со обична цигара во рака, тоа више престанува да мириса. Зашто тоа почетокот ќе изгори. Тоа е истиот рецепт што го имате моментално на YouTube објавено? Да. Тоа е еден тој рецепт како се прави масло. Пошто денеска го гледав, баш за прв пат гледав како се прави, она фасцинантно, мислам. Реално е многу проста процедура. Значи не знам јајце да испржам, искрено ти кажам. Многу проста процедура, верувам ми. Добро, тоа само е направено баук зашто луѓе знаеш, нелегална марихуана, па као некоја табу тема и знаеш луѓе се малце се плашат. Има малце околу температурата да пазиш цело време, мислам дека тоа е малце така по... Абе види, пита дома кога правиш, пазиш на температурата, така мајка ти уревна гледа, да се разбереме, нормално е тоа. Ја пазиш температурата, не треба да си нешто стрик... Знаеш зашто фармацевтите ги плаши маслото? Да не раскажуваме надолго е. Сега вака, зашто ти дома
без никакви посебни средства, апарати, препарати. Тенџера и кутлача, да. Точно можеш да направиш medical grade лек што ќе ти помогне за многу болести, многу симптоми, значи заменува пола аптека. Ме сваќаш? Тоа е дилемата. Значи, И тоа е тука сега се кршат. ти дома можеш да го направиш без да зависиш од никој од нив. Нели фармацевти, фармацевски куќи и така Цела натака. индустрија треба да ја срушиш практично. Така, и за тоа се плашат. А од друга страна растение не може да го патентираат, баш како заштитено од Господ. И од трета страна не може да го стандардизираат како лек, како што е например стандардизиран андол, аспирин, нели, толку милиграми во апче, тоа ќе ти направи. Овде кај секој човек различен пристапот. На некој ќе му помогне не знам, 10 милиграми ТХЦ и ЦБД, на некој за истата диагноза треба да земе 200. Сваќаш, некој зима 10 милиграми, некој зима 200 милиграми за истите резултати, за истата диагноза. Зависно телото како му реагира неверојатно. Така, значи ние имаме ендоканабиноиден систем и молекулите од канабисот уствари се делови од тој ендоканабиноиден систем. Зашто истите молекули што ги има во марихуаната, ние сами ги произведуваме. И уствари болест се јавува кога немаш доволно од тие молекули што ги произведуваш сам. И ти кога ги зимаш од марихуаната, уствари само додаваш нешто што му фали на твојот организам за сам да се справи со ситуацијата. Затоа истото масло помага со мултипла склероза, со канцер, со диабет, сваќаш со диагнози што у принцип немаат врска една со друга. Заради тоа што не делува директно на диагнозата, туку му дава можност на твоето тело да се справи со болеста, симптомот и така натака. Имуномодулатор е кај треба пали имунитет, кај треба го гаси имунитетот. Значи и затоа се уплашени фармацевти, тоа е цела работа. Ти ја водиш таа битка моментално, може да се вратиме самаца во сегашноста, да ми кажеш моментално што правиш, каква е таа индустрија моментално во светот и во Македонија и како си ти, да кажеме, позициониран во тоа. Инкорпориран тука. Да, вака сега. Кој што знаеме сите, Македонија легализираше 2016. Тоа по мене се случи, нели имаше бомби што ги пушташе една опозицијата против тогашната власт, нели снемените разговори, а ние како здружение почнавме да правиме семинари на кои беа поканети сериозно луѓе кои се разбираат на темата, експерти од светот, со дипломи, со, мислам, професори, доктори, научници, да, доктори на науки, значи не збориме за само активисти, зашто така ќе бевме обвинети, овие сакаат да легализираат за да пушат, него сериозно експерти, медицински експерти кои имаа више истражување на таа тема, кои имаа резултати на таа тема и така натака, и сега ние ги правевме тие семинари. Во исто време ситуацијата во државата политичка не беше баш најсјајна, нели ВМРО, СДС, како и секогаш. И нели СДС пушташе бомби против ВМРО, и се случи некаде во март-април 2016. Ние правевме еден семинар и баш тука беа собрани неколку професори што беа поканети на семинарот што требаше да предаваат. Ми се јавија од Агенција за лекови од Малмет, ме викнаа на разговор со професорите. Ние пред тоа имавме направено некои 4-5 семинари на кои за жал, иако каневме луѓе и од Министерство за внатрешни работи, од Министерство за здравство, конкретно некои лекари, скоро никогаш не доаѓа, поготоа неофицијално како представници на МВР или на Министерство за здравство, може доаѓа некои лекари приватно, нели, чисто да видат за што се работи, и доаѓа некои полицајци и гледа можност дали има можност да уапсат некој од нас, нели, пошто се работи за марихуана. Значи, ни едните, ни другите не дојдоа на начинот на кој што ги каневме, за жал. Да научат нешто. Да, заради тоа што ние у старт рековме дека ќе практикуваме граѓанска непослушност, дека не сме криминалци, ако се работи за забранета работа, значи не сме дилери, не сме криминалци, и така натака. Кои сте вие? Значи, Зелена алтернатива, здружение формирано во 2014. Да. Ние здружението го формиравме исто многу случајно и без план, заради тоа што јас пред тоа неколку години го запознав човеков што го измисли маслото од Канада.
Стварно? Да, па тоа уствари ми беше муаветот. Ја кога прв пат го направив маслото, ние прво година две го користевме, реално го злоупотребувавме. Од денешен аспект, зашо ја тоа не верував дека лечи рак или нешто, го направив маслото со некои другари и колеги од работа, го користевме баш така да седиш у кафич, да си намачкаш на цигара и да пушиш без никој да те примети. Да не мора да идеш или не знам, полиција те запира, те претресува пред влезна у диско и така натака, они тоаш не знаеш што е масло, 100 пати ми го нашле у джеп и не знаеле што е. Ја го чував она кутивче за маст за уста. Не им кажуве сега, да. Ама не, и као на шо ти ова испукана ми устата или имам херпес или нешто. Лабело, да, го затвара и ти го враќа. Ти уствари со тоа у диско 20 души партал се прават. Ма сваќаш и не мора ни да искочиш надвор. Сега збориме вистина, нели, така што било, да. После некои 2 години мене ми отекуваат жлездија, нели, што ти кажав, дека 2-3 пати имав сомневање кога ми се враќа болеста, ми отекуваат жлездите, идам кај мојот лекар туку у Скопје што ме лечеше, он нели ме пипка прво, таков е прегледот и ме вика да пак да ми вадат примерок од жлездата, пункција. Се вика нели со игла ти влагат у жлездата, влечат примерок, нели за да видат. Ја од првиот пат кога бев болен, нели хемотерапија, глупости, ми вадеа срж од коска, значи крв вадење секој втор ден и така натака, развив фобија од игли, значи ја видам игла па ја унесвес и многу беше страв сега да идам пак на испитувања, па ни све да поминам. Мене прва работа што ми текна беше на маслово. Пошто знаеш, давеник за сламка се фаќа, реално не ни верував дека тоа лечи нешто, марихуана ко марихуана, од друга форма. Почав да го јадам маслото, не ми сметаа сајд ефектите, пошто сајд ефектите си да си супер надуван, супер хај, сваќаш, не као пушење джоинт, него многу појако. Тие ефекти мене реално не ми сметаа, и онака бев корисник, јадев, конзумирав големи количини на масло, мене за месец дена ми се повлекува жлездиве. И сега ја ден денес... Што значи големи количини? Големи количини од пола грам до грам на ден. Тоа му доаѓа, не знам како да ти објаснам. Пошто знам дека е тоа доста јако вака. Од прилика 50 джоинта на ден, ако би ги пушал. Јасно. Сваѓаш? Да. Ти кажам, пола грам масло, 1 грам масло се прави од 10 грама канабис. И сега ти ако изедеш 1 грам масло, а у 1 грам имаш од прилика 3 джоинти. 3 до 5 джоинти. У 1 грам. Сега у 10 грама имаш 50 джоинти. А тие 10 грама ти се концентрирани у мала количина на масло и голташ цели. Баш како пушиш джоинт, увлекуваш дим, го испушташ, дел иде у воздуха. Ова све останува го голташ и другачие ти го преработува црниот дроб, да, пикот на ТХЦ у крв е многу јак. Сега, мене ми се повлекува жлездите, отидов пак кај докторов, му однесов и шприц, што реално него не интересираше, малце ме направи будала, а у смисол ништо не ти ни беше. Ја немам ден денес потврда мене дали ми се вратило пак или не. И тука застана приказната, а не зборев и мене ми се повлекува жлездиве, ова лечи рак, толку. После некое време од колешка на работа, мајка и болна од леукемија, она нели истражува исто по интернет што може да и помогне и она налетала на линков. И сега колешка од работа знае дека една екипа од работа цело време пушиме, нели на пауза. Работев у VFX индустрија. Што да? Специјални ефекти за филмови. А, добро. Океј. У тука една најаката компанија во Македонија. Сум ја спомнал у други оваква, ама сега нели да не ги спомнам, пошто пушале со колеги, да. Малце пораснавме, нели, да не ги спомнам сите. И колешкава дојде, знаеше која екипа пушиме и да не замоли да и најдеме канабис. Зашо ти е тебе канабис? Пошто знаеме, она нит пуши, нит... мајка ми е болна, видов као на интернет некој рецепт се правило масло од марихуана. А она не знае дека ти имаш масло направено? Нема појма. Леле. И така се случува и ама се вака не го правев само ја маслото и колегиве мои на работа, сите се научивме да го правиме. Ама ти неколку го правиш, луѓе. сите имаат мака некоја или пошто ти го правиш? Не, ние си го правиме за пушење, на ти кажав. И јако имав мака го јадев, ми се повлекува жлездите, не знам дали било од маслото, не, ама кога ми се повлекува жлездите, ја му пишав мејл на тој што го Канада. Од Канада што го измисли. Тоа ми беше првиот контакт со него. И он после некој месец дена ми врати, као, супер што ти помогнало, ја му пишав, не знам дали ми помогна, ама за секој случај фала ти. Да. И толку беше и со него контакт и со маслово, у смисол дека нешто лечи и така натака. И доаѓа колешкава, мајка и болна.
Као сака да го направи маслото, ја го направив маслото за 2-3 дена и го даваме и мајка имаше многу добри резултати. Сега мајка и пошто имаше леукемија, а ја имав Ходжкинсов лимфом, тие две болести не се онколошки болести, туку хематолошки. Иако се малигни, тие се болести на крвта и се лечат на хематологија, не на онкологија. А мојот доктор беше директор на хематологија. Бивши. Овој што отидов со маслото. Кога таа жена имаше после женава, мајката на колешката, кој имаше добри резултати, ја пак му се јавив на него и му реков провери ја сега со име и со презиме му ја кажав кој е, да ги провери резултатите на хематологија. Пошто нема пристап, нели, не може било кој да гледа истории на болест, нели, па се доверливи, да, ама он пошто бивши директор на хематологија можеше и виде као, ама исто нешто не изреагира. Као ете имала резултати, ама не мора да значи дека тоа нешто така. Добро. Како и да е, ама работата беше што таа жена почна да збори по други пациенти и ваму таму, пошто сите видеа дека има добри резултати. И она почна да збори и да дава мој телефон. И мене така уствари почна приказна и почна да ми се јавуваат луѓе да им правам масло. И првиот месец на 1 му правев масло, вториот месец на 3, третиот месец на 10, четвртиот месец на 250 луѓе. Сакаш, онака телефонот ми стана хотлен. Во меѓувреме некои луѓе што користеа масло, се да се разбереме. Маслото е многу добар лек за многу болести. Ама не помага кај сите луѓе, не помага за сите болести и не помага у сите фази на болеста. Иако е сериозно добар лек и е попотентен него повеќето фармацевтски лекови што ги има за одредена дијагноза во аптека. Значи има многу голем процент на успешност. Ама нормално тоа зависи квалитетно масло, дозите што треба да се земаат, има многу параметри, затоа и многу луѓе немаат резултати, зашто не знаат како да го користат или немаат пристап до вистинско добро масло. Купуваат на црн пазар кај што нели дилерот може се што да им даде. Да се вратам на моабетов и сега Јана Човеков им правам масло на луѓе, некои имаат резултати, некои немаат резултати. На некои сайд ефектите им се свијат, ама на некои сайд ефектите и не им се свијат. Ке земе масло и ке побудали дома, сакаш ке скрене. И почнаа такви некои да ми се јавуваат што ни дае, ке те убиеме, што ни подметна, ова е луда работа, као не требаше ни да земеме ваму таму и почни страв да ме фаќа, сега некои сакаат до полиција ме пријат, некои сакаат да ме тепаат, сакаш некој дал на мајка му, нели, ја насмеал. Ја видел, не насмеана, него што да ти кажам, сваќаш, и нормално ми се јава, ќе те убиам, сваќаш, што и да е на мајка ми. И ја од тогаш па почнав да ги препраќам луѓе, во сега ми звонат да ми направиш масло, и ја им кажам, слушај, ја ќе ти направам масло, ја знам како се прави. Ама како да го користиш, нели, сайд ефекти и така натака, еве ти Мело Човеков што го има измислено, не го прашувај го, да се тргнам ја од одговорност. Да. Ако сакаш да го направам, ќе го направам, ама за друго, у смисол не ме замарај. Тогаш почнуваат луѓе на овој да му пишуваат Мело и нонстоп. Он меѓу време го апсат у Канада, па некако успеа да искочи од некаков притвор и бега у Европа и се стационира во Чешка, во Полска. Човеков, Рик Симпсон се вика, и тука почне да прави некои семинари, меѓу време стигаат многу мейлови од Македонија, а он меѓу време треба да прави семинар во Љубљана. И сега гледа дека у тие мейлови многу луѓе мене ме спомнуваат. Филип ми го направи маслото, Филип му пати кај тебе, Филип, овој проверува кој сум ја и гледа дека ја и он имаме комуницирано. Тој е еден мейл. Ми се повлекува жлездите, фала. И он ми пишува. Сега прв пат ми вика, гледам дека ја правиш мојата работа, што ја пропагирам као твојата држава, алал да ти е. Баш сакам да се запознаеме. Имам семинар у Љубљана, исто истражувал, видел дека порано сме били една држава и ме покани у Љубљана да се видам со него. И тоа уствари беше месец март 2014. Ја отидов на тој семинар, што значи предаваше он како лаик, случајно што го има измислено маслото, ама него го поддржува овие професори што ти кажам, светски експерти. Зашо они тоа што го истражуваат у лабораторија, овој у пракса го прави и реално нивните претпоставки и истражувања требаше да го угасам. Не е страшно. Неговата работа што ја прави,
овие ја потврдуваат у лабораторија. И уствари почињаат заедно да прават семинари. И он тогаш прв пат како обичен лаик што пропагира праење на масло од канабис, добива поддршка од луѓе сериозни експерти на таа тема. Ја го гледам таму семинарот и онака викам ова мора бар еднаш у Скопје да се случи. Зошто? Прашањето ми е, значи ти се соочуваш со закани, ти се јавуваат луѓе, гледаш дека веќе имаш негативен фидбек од цела оваа работа, зошто едноставно продолжуваш? Ма не е само тој негативен фидбек. Има и многу позитивен. Сега гледам, не знам, дете со тумор на мозок, после еден месец ми се јава татко и ми вика туморот е 30% помал. Као, ал да ти не знам шо. Значи има и таа страна. Да, има таа страна, значи не можеш да застанеш зашто гледаш кај некои луѓе сериозни резултати. Зашто имаме на пример луѓе што не користеле ништо освен масло. Значи многу луѓе има што користат и хемотерапија и масло и фала му на Господ ќе се излечат, ама ти у тој случај не можеш да кажеш масло ти излечи, пошто ти не знаеш шо, ама има луѓе што само со масло. Конкретно кај мене у фамилија, мои родители, сестра и така натака, што сестра ми не толку, ама мајка ми, татко ми за некои работи што користеле масло, имаат сериозно подобрување на нивните дијагнози. Мислам, да не кажам, не мора на лекар да идат. Мајка ми има глауком, имаше глауком, очниот притисок е стабилизиран со години. Со една мала капсула во која има масло од канабис. Значи тоа е истото масло, истиот состав, истиот рецепт, она што го викаш Да. ти во едно интервју те видов панацеа. Да. Ако е нешто најблиску до панацеа, тоа е ова масло. Она до лек за све. Нормално не е и ова е лек како и сите други. Само што доаѓа од природата со Господ, еволуција, природа, што и да е. Добро. Да се вратиме во Љубљана. Добро? Се одржува тој семинар таму, ти се враќаш овдека и почнуваш, тоа се формира. Да, ја уствари ги викам луѓе од тој семинар во Љубљана, ги викам да дојдат у Скопје. И работата беше што они уствари тоаш ми кажа не можеме да доеме на покана на физичко лице, зашто марихуана сепак нели сегде е забранета, ја не знам во вашата држава какви се законите. У некои држави може да те уапсат и за тоа што пропагираш нели употреба на забранета супстанца. И ми викаат направи некакво правно лице преку кое ќе не поканиш. И тогаш ние го правиме здруженијето, нели невладина организација, граѓанско здружение, за да можеме да ги поканиме. Тоа е целата работа, ништо друго. Значи ја не планирав да бидам активист и така натака. Да реално ради тоа малце си го пропастив животот, не малце поише, пошто мене последниве 15 години реално се вратив уназад и финансиски, материјално, психички, физички, секако. Мислам, брадава ми е бела пред 5 години ми беше црна. Сваќаш, сериозно си направив проблеми, мислам, не жалам за ништо од тоа, зашто па на некој начин си докажав нешто мое лично, дека успеав работа што сите ми викаат дека нема да успеам. Се донесе закон, сменив јавно мислење. Мислам, можам да кажам сменив, зашто реално беше така. Не е нешто его или ама стварно беше така, сменив јавно мислење. Да, види, патувањето е неверојатно. Значи, без разлика кој што мисли, нели, државата нормално дека ќе те нападне во тие случаи затоа што загрозуваш големи интереси. Така? Патувањето е неверојатно и приказната е неверојатна твоја. Значи, јас многу неодамна се запознав со тоа што го имаш поминато, стварно секоја чест. И еве, значи добра прилика уште еднаш да раскажеме и да ја запознаеме со луѓе кои што, знаеш, луѓето го забораваат тоа, така, пошто не е нивно, но нели наше да ги потсеќаме дека некој го одел тој пат за да нели стигне канабисот денеска на тоа ниво. Поише ми е криво што и тоа во овој момент е злоупотребено директно од луѓе кои седат у власт, значи не зборам тука ВМРО или СДС, потпуно иста банда, што се водени само од профит. Еве гледаш со рекиве ги затнуваат за хидроцентрали за еден приватник да зема пари, мислам. Да, тоа е нешто невидено. Мислам, кажав може само еден пример, не само тој. Има многу такви примери. И кај нас за жал законот тргна од пациентите. За на крај да заврши само неколку луѓе кои пред тоа има многу пари да си отворат своји бизниси
дури ајде и тоа да биде, и они тоа не го прават легално, значи на црно продаваат и така натака. Значи Македонија има издадено преку 80 лиценци за одгледување канабис. Сега мене ми е криво што наше здружение, нели луѓето што бевме таму, а највише јас искочивме на Useful Idiots. Нас уствари ти преска кажат државата дека не ме напаѓала државата, и државата е нападната од такви хиени што седат у парламент. Значи самата државата е народот, државата не е власта, самата држава е нападната и е саботирана од такви хиени што за жал ни се на раководни позиции, не само на власт, него и у поголеми фирми и така натака. Мислам, Ти првиот контакт го имаш, значи ти уствари го пишуваш законот, твоето здружение. Да. Вие го правите законот и им го доставувате, да кажеме, на тоа тоа што е власт. тогашната власт на ВМРО, да, а они ги искористија и овие професори што у тој момент беа дојдени на семинар. И она што го кажуваш ти да не беа бомбите на Заев, например, тој закон мислам дека не. Не може да се донесе. Не. Па тоа сам да кажам, знаеш како се донесе, тоа не го докажав. Се јавија од Малмет, Филип Досовски, да, ги правите овие семинари за канабис, да. Во моментов имате семинар, требаше утре дента да биде семинарот, професори веќе беа дојдени. Да, како правиме семинар. Ке сакаш ли со професорите да дојдете на состанок у Малмет? Ја жив среќен прв пат некој, нели, официјално владино тело не вика на муавет на состанок, значи почале да се интересираат. Не седнуваат на маса у канцеларија, ова се професорите, они им се браќаат на професорите, нели се представуваат кој што е од кај. Македонија, ја тоа прв пат го слушам, седам со нив доаѓаме као на разговор, мислам они ќе прашуваат што е работа. Они ни кажуваат Македонија реши да легализира за медицинска употреба, дали професориве би сакале да ни помогнат, нели, со нивната експертиза у тоа. И професориве мене ми честитаат, ми викаат еј браво, успеа демек. Еве со семинариве имала вашата влада слух. Во исто време дури тоа се случува, не викаат ај се од оваа канцеларија у друга, и у другата канцеларија више чекаат 50 камери, пресконференција. Македонија легализира. Сакаш сабаљето кога станав, не знаев дека тоа до 12 ден ќе се случи. Буквално така беше. И после со таа влада, тогашната на ВМРО, направивме уште еден семинар, направивме обука за првите 500 лекари како да премишуваат канабис, и тоа све идеше преку Зелена алтернатива, наше здружение. И тогашната власт све што ние направивме, банери и такви работи, учествувавме и ние у тие семинари. У Александар Палас имаше семинар кој го правеше Зелена алтернатива со Министерство за здравство. Сите камери све тргнати од логото на Зелена алтернатива, само Министерство за здравство. Сваќаш што тогаш почнаа не тргаат. Не искористија и после тоа не само што не тргна, него пробаа и да не уништат за да нема човек што ќе каже ама не беше вака работата и кој беа методите, кој беа начините? Мислам дека е многу битно и тоа да го споделиме. Мислиш, вака па прво беше што ме уапсија од нигде никаде, иако знаеа пред тоа неколку години со што се занимавам. Ме уапсија со канабис кој што ми беше донесен од полицаец, зашто имаше болно дете од мултиплекс склероза. Полицаецот ми даваше мене канабис, ја му правев масло и си го взимаше утре дента маслото. И една вечер ми носи канабис. И се меѓувреме ние откривме и автоктона сорта на марихуана што расте во Македонија, околу Кочани. И таа сорта има многу CBD, а CBD никош не било нелегално. Да. THC е нелегалното. Да. И мене му уапсија со таа марихуана, затоа ги растурив на суд, пошто немаше за што да ме осудат, и па на крај ме осудија 4 години условно за да ме казнат или да ме заќутат. Тоа тие методи беа, значи. Која година е тоа? Ме уапсија 2016. 2016. А да бе, законот го носат у мај, мене ме апсат у август. Сакаш, мислам, како да ти кажам. Значи, точно после завршената работа, ај сега, не требаш. И ти со таа осуда практично ден денес немаш право да работиш во индустрија која што произведува. За многу работи немам право, него бараат потврда за неосудуваност. Да. А реално стварно ми го оттежна животот. Имав понуди за работа у странство, конкретно тоа да го работам што највише го знам, тоа е марихуана. Не можев ни таму да работам, зашто не можам да извадам потврда за неосудуваност. Само условно, прво вака од кога му апсија, судењето траеше некои 2-3 години, и на тоа и условната казна уште 4 години, значи јас 7 години реално не можев ни кој што треба работа да најдам ни ништо.
башка имав закани, физички напади, така Физички натака. напади. Да бе, да, значи вака сега кога се донесе законот, ова сега кај тебе прв пат ќе го кажам, кога се донесе законот, само две фирми добија лиценца. Едната фирма мене ми даде 5% зашто им помогнав, има стакленик во кој гледува патлиџани, ја им помогнав да го пренасочат за марихуана, да се репрограмира кредитот што го има земено и така натака. И тој газда ми даде 5%, само што не фигурирав во сопствеништвото, него имав договор со него. Кога се смени власта, еден од поблиските кругови на премиерот со новата власт буквално му го одзема стакленикот на овој претходниот газда, нели? И со тоа отидоа и моите 5% таму, па после тој стакленик работев, иако 5% имав мој внатре. Па работев таму, па не ме плаќаа, па тие таму ме малтретираа, тоа се све блиски на премиерот, значи сериозно се изнамачив неколку години. Имав понуди за друго место да работам, они не дава на друго место да работам, ме чува, уствари ме рекетираа со моето знаење, ми го земаа на сила, а не ме плаќаа. Значи катастрофа, што да ти кажам, по тоа видов дека повеќето што се на власт овакво се психопати со диагноза, значи нели зборевме нели марихуана дрога, така натака. Тоа е Кој аргумент. контролира овие колку имаат памет у мозокот, што се олигарси и милионери што уништуваат Македонија. И тоа е еден вид зависност. Така. Не, тоа е многу опасна зависност. Така, ама нив никој не ги контролира, тие се најголеми зависници. Види, Што прават овие наркоманиве што се на хероин и така натака си прават штета само на себе, можеби на својата фамилија. А овие прават штета на цели општество. колку според тебе вака, ако треба да даеш една бројка за целото време од кога го правиш маслото, во твое убедување, во твои очи имаш спасено луѓе? Не знам, голема е бројката. Сериозно голема, значи порано имав по некои, да не претарам, по 20-30 повика на ден за масло, за ова, за она, значи многу луѓе има, треба сами да кажат. И порано им пишува, зашто имаме и група на Facebook, има над 30.000 членови, органски, значи не е спонзор, постово она, дури е скриена групата, и па ден денес, иако групата не е активна више 2-3 години, ден денеска доаѓаат нови луѓе во групата, зашто во групата има многу информации кај што може да ги најдат вистински за како да користиш канабис, нели како да направиш масло и така натака. А ја пред тоа одговарав на прашања во групата, ама премногу ми стана со сите овие други проблеми што ги кажав, имав онакви екзистенцијални проблеми од целиот овој активизам. Не може више да толку да комуницирам со луѓе, значи едноставно се потрошив, она бурнаут ми се случи. Имаше ли поддршка во целиот тој период некако? Вака некој да го препознае тоа што го правиш? Не, дури и не само што немав поддршка, него и обратно од поддршка, на напади. Ме сваќаш, буквално луѓе на кои сум им излечил деца, родители, ваму, таму исти да после против мене збореле. Конкретно ќе ти кажам, повеќето луѓе ќе им се случи некоја диагноза или нешто и сега ќе најдат дека треба да користат масло од канабис. Прва работа е од кај да најдеме. Сега ќе им кажам најдете марихуана, така натака, не може да најдат некој. Ќе им најдам ја. Сега, ама да не идеме ние да купуваме, ако можеш ти да не знаеш, ќе ти даеме пари, ја ќе им најдам, ќе им го донесам, нормално треба ми дадат пари, ама ја тие пари ги дам кај што сум ги земал, не сум земал 1 евро. Ама истите тие луѓе после зборат, ама он нас ни го продаваше маслото. Сваќаш, ја после исто на ваков некој подкаст се жалам дека немам пари, дека власта ме малтретира така натака, истите тие луѓе, овој нема пари, овој станал милионер, овој продава масло и така натака. Мислам, ја и тогаш сум порачувал и сега, ја колку што имам пари направено од масло и од марихуана, да даде Господ децата толку секој ден под перница да наоѓаат. Баш као тоа што работат, онака баш така. И у принцип у Македонија е толку лошо зашто народот е онако турците што не викале раја. Ние сме стадо овци. И она што зборевме на почеток на муаветот со подкастиве и новинариве, и сега преку новинарите секоја власт го води стадото.
и образува јавно, прави јавно Обликува, мислење, обликува и така натака, и у кој правец ке тера наративот, агендата. И уствари повеќето луѓе, значи едно време многу тешко ми паѓаше тоа, луѓе што сум им помогнал после контра да ме напаѓаат. Сега воопште не ми е тешко, уствари тоа беше една голема лекција, така да кога ќе се собере све заедно, но на крај мислам дека ја сум победник, пошто многу сум научил и многу ми е полесно сега у живот. Види, тоа е неверојатно ова што го кажуваш, значи ја немам време да го испроцесирам, да ти вратам, значи да му даеш ти да влезеш прво у ризик, да го направиш тоа масло, Тоа да никој не го разбира. го однесеш, да го донесеш, ти си цело време во ризик, збориме. Така. Го проаѓаш тој процес за него, значи дали си заработил, дали не си заработил, не сум бил, не сум видел, значи ти викаш не си заработил и да си заработил. Тоа е тоа. Си спасил живот, збориме. Значи, Знаеш како семинарите што ги правевме, луѓе да дојдат, професори и така натака, и мене све ми стои на мејл, значи за тоа и не може да ме осудат 3 години, зашто не можат докази да најдат. 3 години јас се влечкав по судови. Значи, морам све знае така. Што не извадија ако нешто стварно сум правил. На крајшта кој будала ако сакам да продам масло, па нема рецепто да го ставам за секој сам да го прави. Кажи ми од тој момент, објасни ми го, значи тоа мора да било епски момент, некој кога го објавивте рецептот за масло од канабис. Па ете види коментарите под видеото за како се прави масло. Тоа решивме да го направиме зашто не може више да трчам да им правам на луѓе по дома. Зашто сериозно прегорев. И направивме рецепт како се прави маслото, како се прават супозитории или чепчиња за да се користи ректално и како се прават капсули да се користи орално. И тоа се стандардизирани дози, 10 пати болji него било која аптека што ќе ги најде. Значи збориме за стандардизирани дози, кој точно има одредено кој колкава доза треба да зима. И сега тоа ја го повторував на ден по 3-4 пати на еден човек или на една фамилија што има дома здравствен проблем, ми требаше по 2-3 сати да им објаснам све и па ми се да ме прашуваат и од што не може више да издржам, решивме да и тоа све ќе го ставиме во некој видео формату нешто и луѓе сами да го прават. Ама и тоа беше меч со две острици. Наместо луѓето што се болни тоа да го прават, тоа дилерите почнаа да го гледаат и да го прават и па да им продаваат на луѓето. Значи ја конкретно знам дилери што купуваат имоти по Грчка само од продавање на масло. Значи држава продава масло, полицајци продаваат масло, лекари продаваат масло, денеска зборам. Лекари бе лекар. Идеш кај него, ти кажува дијагноза све, ти вика можеш и алтернативно, ако не можеш да најдеш, јави се на овој број и дава телефонски број. Страшно. Тоа само ти кажам, а државата уште не го легализира за пациентите да го користат тоа што им треба за уствари од каде што и почна иницијативата за правење на закон. Законот дојде, ние да имаме тука преку 80 фабрики, сите да работат стриктно за извоз, вработените во тие фабрики да земаат скоро минимални плати, а се работи за канабис индустрија и например граѓаните на Германија користат канабис што е одгледан во Македонија. Во Македонија ако те фатат со еден џоинт од тој канабис имаш проблеми, а во Германија си го купуваш најлегално, више не е ни во аптека, сега више има и кофи шопови. И сега заклучокот е дека ние сме ефтина работна рака на Европа. Само во нов формат, да. На Европа, да, црнци, кинези. Тоа било секогаш така, само што во оваа индустрија е малце и сега, и минатата власт и денешната нас не продава како асет. Народот си го продава. И тоа никој не го разбира. Тоа никој не го збори прво. Тоа никој не го збори, да. Значи ние сме тука робови. Робови. Било кој малце што има свест да се тргне малце од подалеку и да види како стојат работите, ние тука сме робови. Сега, ја тоа го гледам преку ова што го работам. А така е сигурно и у други сфери во кои не се разбирам, ама нема зашто да не е различно. Нас Европа никад нема да не прими. Чека малце, нели Германија легализираше марихуана, целосна легализација на 1 април минатата и за година. медицинска и за рекреативна. Секако, да. Германија. Ние нели се стремиме кон Европа. А што не го направиме ние законот таков? Нели треба европјани да бидеме? Мислам дека 11 држави беа во светот, ако не се лажам, што има целосна либерализација. Да, Америка и Германија. Тоа иде. Иде, да. Тие највише што го забранува, сега го легализира. Сваќаш, Германија не дозволи на друга европска држава да легализира, зашто реално Европа е Германија. Што ќе каже Германија, тоа прави остатокот на Европа. Германија го постави системот
да биде таков кој што е, и сега сите што ќе легализираат, ќе треба да биде системот како Германија. А Германија направи огромна превара белосветска да ја отрне марихуаната од обичниот народ, имплементирајќи GMP стандарди за производство. GMP стандарди се стандарди за производство на лекови. И реално прв пат тие GMP стандарди се имплементираат на земјоделие. Ме сваѓаш? И сега ја треба да одгледам канабис по фармацевски стандарди. Тој канабис е потполно као канабис одгледан во нива. Ама овој по фармацевски стандарди што одгледан, ќе ти кажат ама тука нема никаква бубачка на него дојдено. Значи тие се глупости живи, ме сваќаш? Само ги крена стандардите за како да одгледуваш, за да не може обичен човек да одгледува, зашто прво ќе му треба објект за да ги имплементираш тие GMP стандарди, кошта илјадници, стотици илјадници, ако не милиони евра. И сега како можам ја да отворам моја фирма? Така. А реално ја ќе го произведувам истиот канабис кој што го произведува таа фирма, ако не и подобар. Ме сваќаш? Тоа е цела работа. И сега Германија тоа го направи, така го стандардизираше и под капата на медицинска употреба продава сув цвет за пушење. Сваќаш? Точно и кога пушиш џоинт е медицинска употреба. Реално јас сум на тоа дека рекреативна употреба не постои. И ракија кога пиеш на свадба е медицинска употреба. Сега ќе ти кажам и зашто. Секоја супстанца која ја зимаш за да ти подобри нешто, дали психичка состојба, дали физичка, се вика медицинска употреба. Ме сваќаш? Идеш у град, нешто не си окей дома, така. 2-3 пијачки и се олабавуваш, се развеселуваш и више социјално имаш интеракција, така збориш. Па тебе алкохолот ти помогнал, некоја фрустрација што си ја имал, да ја поминеш. Да ја поминеш за да можеш понормално да се осеќаш. Така. Исто и со медицинска употреба на марихуана. Тебе ако си нервозен и анксиозен и така натака, ако испушиш џоинт и анксиозноста ти ја снема, тоа е медицинска употреба. Океј, аргументот е тука, значи еве 2025-та мислам дека Институт за јавно здравје прави истражување во кое што се испоставува, примерокот беше мислам дека 862 испитаници, се испоставува дека 53%, тоест не, најголем процент од корисниците на дрога во Македонија користат марихуана. Тука така. одма се става марихуаната во категорија на дрога. Така. Кој е твоето објаснување во тој момент, пошто гледам дека во Америка прво ја имаат класифицирано како дрога, како тешка, па после тоа како лесна, па после тоа се шалта лево десно и пак се гледа дека е некоја политика. Тука во канабисот има цела една филозофија кај што многу е тешко да ја категоризира обичен човек лаик. Така, па тоа е најмерно направено за да се изгубиш да не знаеш кај си. Дрога е, не е дрога, опасна е, не е опасна. Не знаеме кај тераме. Нешто што е легално по инерција мислиш дека е добро за тебе, све што е нелегално по инерција мислиш дека е лошо за тебе. Стадото е... Сваќаш? Да. Цигари се легални. И сега на цигариве гледа каква слика има. И ти пишува пушењето може да предизвика бавна и болна смрт. Да. И сега, ако толку државата се грижи за моето здравје, што не ми продава марихуана и нека ста исто овако предупредување. А зашто ми ја забранува воопште да не ја користам? Тука нели малце е чудна работа, така? Само околу ова размислија. Зашо ако сега цигари може да пушам, ама ако посегнам по марихуана, вака пораката мала, чекај, не, опасно е. Добро, еве ќе ти одговорам со истражувањето. Викаат дека психотропната супстанца во марихуаната, Добро. 53% од сите тие што ја конзумирале после тоа влегле во автомобил да возат и голем процент потоа од нив загинале во сообраќајна несреќа. Така го заокружуваат. Ова е да зборам за она ширење пропаганда, не давање вистински информации. Вака сега, кој да го пишувал тоа истражување? Институт за јавно здравје. Официјална државна тело. Институт, ама сигурно имало физички човек, сигурно ChatGPT не им го напишал, значи некој човек тоа го пишал. Да, Јас сега конкретно му се обраќам на човекот позади тоа истражување, вака. Прво мислам дека не си ја врши работата кој што треба
и затоа би требало да не ја работи таа работа, ама второто нешто кое ќе размислам е дека не само што не се ја врши работата кој што треба, туку и дека намерно манипулира со информации, а тоа више е кривично дело. Така да не само што треба да не ја работи таа работа што ја работи, туку треба и да одговара за тоа, зашто дава погрешни информации. Например, во Колорадо е легализирана целосно марихуана од прилика 2014 година. Знаеш што почна да се случува? Бројот на сообраќајки да се намалува. Значи, научно е докажано дека марихуана не ти одзема психомоторни способности да возиш кола. Научно е докажано, значи со факти, тоа е докажано во Колорадо, во Вашингтон, во Чикаго, тие истражувања ги има и као статистика може да се видат. Така да овој што го пишувал истражувањево, или по нечив налог го пишувал, и земал пари за тоа. Кој што и прават, ништо не е кај нас вистина. Значи, тоа е научно докажано дека не е така, а можам да ти кажам анегдотални, нели, лаички, исто така причини. Сите знаеме дека кога пушиш марихуана, постануваш пацифист. Во смисол, не си агресивен. Значи, луѓе кои возат под дејство на марихуана, обично ги почитуваат сите знаци, возат по знаци, застануваат на црвено и не возат брзо. Добро, но има други симптоми, како заматен вид, како халуцинации, како некои такви. Марихуана не прави халуцинации, не прави заматен вид. Сега ти ако претараш со пушење марихуана, највише што може да се случи е да заспиеш. Ама и тоа не може да заспиеш на волан, него ако више толку се приспие, нема ни да седнеш да возиш. И проблемот е што некои од таа статистика ги вадат зашто нели марихуана е нелегална и све што е нелегално им интересно на тинејџери ваму таму и обично пијат алкохол и пушат марихуана. И кога ќе направи сообраќајка, кога ќе дое нели увид МВР, ќе му најдат и алкохол дека пиел и крв марихуана ќе најдат и ќе поврзат. Ама тоа е ненаучно поврзување на причинско-последични односи. За волја на вистината, значи и тоа беше наведено дека покрај марихуаната, тоест марихуаната најчесто ја комбинираат со некој друг тип на по тоа можеш да видиш колку е распространета. Дека сите ја користат. И по тоа можеш да видиш државава колку губи данок, зашто луѓето што ја користат без разлика и дали е легална или нелегална. А ако е легална, државата ќе лапа данок од тоа. Ќе се отворат работни места. Овие фабрики нема да работат само за извоз, ќе работат и за Македонија. Ме сваќаш? Да, баш мислам дека за Колорадо имаше таква статистика кој огромен прилив во буџет од моментот кога немаат кај да го потрошат буџетот, непланирано имаат поголем прилив. Да. Тоа истото у Германија се случува. Добро, ајде кај нас да видиме да ја класифицираме прво, значи дрога или не, да ја категоризираме некако. Ај вака сега. Прво вака, зборот дрога како наркотик и наркомани, луѓе што ги користат, се социјален конструкт, измислени. За да се плаши народ, поготово у поп култура и после 60 години па навака. Значи, сите тие субстанци, не зборам само за марихуана, зборам кокаин, хероин, ЛСД, печуркиве магични, што не се магични, него реално имаат медицинско својство. Оваа печуркава, знаеш, аманита мускарија, црвената со бели точки. Да. Таа знаеш дека е отровна, така сите знаеме дека е отровна, една од најотровните. Па не е отровна. Лековите, ја кој изедеш нема да се отруеш. Точно има халуциногени својства, ама после еден таков третман ти луѓе што имаат депресија немаат депресија со месеци, од само една доза. И така натака, и луѓето секогаш тие печурки, канаби, сафион ги користеле илјадници години. Како луѓе порано се лечеле од разни болести. И зашо имаме сега ние такво знаење дека у денешно време најболje се справуваме со болести. Грешка е тоа. У денешно време највише болести имаме. Артритиси, крвни притисоци, дијабет, тоа порано го немало. Муабетот ми е за субстанциве. Тие сите се лекови. Медицински својства, култни, религиозни, што порано религијата иделе кај попот или кај врачот и да ги излечи, значи тој човек бил погото по племињава, нели врачот е исто така и медицин мен, така. Значи
им ја пропагира религијата или култот што го имат, во исто време и лекар, и психијатар, и советник, и лайф коуч, така. Па, овие луѓе што ја забранија марихуаната, се уствари колонизаториве. Америка, Британија. така. Они кога ќе освојат некој племе, некој народ, поготово во Африка, што прават прво, знаеш? Го убиваат the medicine man. Прво тоа, значи, палењето на вештерките у среден век. Повеќето биле бабици што помагале за пораѓање жени и биле, како сега, баба Рада. Жени кои што знаеле каква тревка да земат у природата и да ти излечат. Тоа све е систематски тргано за да се тргне знаењето што човештвото го има со илјадници години и да се имплементира оваа нова медицина на која татко е Рокфелер. Стварно тоа можеш исто да го истражиш, денешна медицина, татко е Рокфелер. И фармација. И тие све се стајани уедно. После нели ова порновија теорија на заговор, сега тоа факти. Така, се надевам некој што ќе гледа подкастот нема да мисли дека ова што го зборам во исто време значи дека мислам дека земјата е рамна. Пошто и тоа е тој наратив, ако тргнеш на кај теорија на заговор, да. А што не е теорија на заговор, автоматски те ставаат во ист пакет, зашто и тоа е борбата против тоа, против луѓе што малце поише размислуваат. Сваѓаш, сега ќе кажам, ама Рокфелер, фармацијава измислена од Рокфелер и денешна медицина, и ден они се газди на најголемите фармацевски компании. И сега ако тоа го кажам, ама ти сигурно мислиш дека земјата е рамна исто така. Не мислам дека Не ти него општо. Сваѓаш и луѓе заради тоа и не ни сакаат да имаат муабети на оваа тема. Многу интересно тоа што го спомна, мислам, таква аналогија ако правиш со колонизатори и фактот што првпат се легализира во Холандија, исто голема колонизаторска сила. Марихуана во Холандија никогаш не била легализирана, законот бил полош него кај нас со Македонија. Ама имаат политика на неказнување. Така. Значи сите у Холандија кофишоповите допред некоја година и они сега почнаа да менуваат закон заради цела Европа. Што почнаа да менува, ама допред 10 години да речем, марихуана во Холандија беше исто нелегална како во Македонија. Ама таму се луѓето паметни и они не се водат слепо вака по закони, него и гледаат реакции од луѓе ваму таму и аналогно на тоа така постапуваат. Знаеш што е, ќе ти кажам пример, нама од архитектура. У Германија садат градат нов комплекс згради, така има тревници меѓу зградиве. И они не ги поплачуваат патике меѓу тревниците. Оставаат прво една година луѓето природно од кај што одат да ги направат патиките, па тие ги поплачуваат. Така, а нека нас све е под прав агол праено и сите кратиме, сечеме сите тревници со некоја патека сами што ја правиме, па исто ова и со други работи. Тоа е добар пример. Така е Холандија, значи гледа дека луѓе што ќе се надуваат, не се тепаат низ град, не малтретираат луѓе други. Така. Германија дури имаше повик еден, дајте повеќе почнете да користите марихуана, за фудбалско, за ова првенство фудбалско не користете алкохол, користете марихуана. Кој е сега тоа менување на свеста од пред 2 години дрога наркомани сте, а сега ве молам пушете џоинт, не пите пиво. Така, значи све е тука поставено на погрешни нозе и нема од кај да почнеме, а да не треба да го свртиме од наопаку кој што е. И затоа ние тука патиме, и пациентите патат, и народов пати без пари, и вработените по фабрикиве патат, пошто земаат многу ниска плата. 80 фабрики има моментално, сега 80 издадени лиценци, сега конкретно колку од нив не знам колку работат, ама голем број работат. Сега ќе ти кажам факт. Тој факт беше на презентација, ние имаме и у Македонија Канабис Експо, а ти не си ни чул. Не сум. Сајм за канабис. Више 3-4 години се одржува во Хилтон. Ама сега Скопското Канабис Експо и, например, тоа у Барселона, значи Македонското Канабис Експо и Шпанското Канабис Експо и Чешкото Канабис Експо и Германското Канабис Експо многу се разликуваат. Значи на тие сајми во Европа за канабис ти можеш све да најдеш од сорти, како да одгледуваш, значи разни презентации, предавања,
опрема за садење, најнови научни истражувања како подобро се сади, што по дело на значи све. А кај нас експото е фармацевтска журка. Значи нема еден што се разбере у канабис, него се собрани само фармацевти што си продаваат епрувети, шприцови и сега има предавања за канабис, а таму еден човек не видел со очи џоинт или цвет, сега од фабрики што го гледаат. Значи многу чудна ситуација. Многу чудна ситуација и најинтересното е тоа што нели сите до сега власти викаа ваков закон ќе направиме таков и одеднашка сега штама. Никој не спомнува, ништо се забораја и цела работа. Пациентите се забораја, фабриките се забораја и така натака. А уствари фабрикиве си работат, овие што прават пари од фабрикиве се QTC и трајси, не се спомнува ништо и ние сме тотално онака робови. Тоа што сме биле цело време. Од увек, да. Кажи ми значи освен овој дел со лечење, со медицинска употреба, со рекреативна употреба, Добро. Канабисот има и други примени. Значи има и примени во индустријско производство, например, нешто што Во све. Значи нешто што, како ти кажам, е далеко од душите на обичниот човек. Вака, сега ќе ти кажам. Ај прво ќе се вратам на медицинско. Ајде. Нели збориме канабис индика. Сега на нашите лекари кога ќе им кажеш канабис индика, тоа е нова работа, као и сега откриваме вака сега. Фармакопеја, знаеш што е? Ова стално го спомнувам, може ќе бидам досаден, ама мора да го кажам. Ајде. Фармакопеја ти е као медицински устав на една држава. Значи тоа е документ во кој се опишани лековите, составот на лековите и како се применуваат кај одредени диагнози. Добро. И лекарите во таа држава се раководат по таа фармакопеја. Затоа викам дека е како медицински устав на една држава. Добро. Сега во моментов ние Македонија се води по германска фармакопеја од Германија. Мислам, пошто нели по европска, ама европската е, мислам, германска фармакопејата. Сега што е работа? Ама ние порано у Југославија сме имале наша фармакопеја и пред тоа Кралство Југославија си има своја фармакопеја, пошто сепак било кралство. Во југословенската фармакопеја, тоест во српската фармакопеја од 1926 година, има канабис индика, значи пази, збориме за канабис индика. Не збориме за индустријски коноп, што се користи само за материјал за платно, што нема многу канабиноиди во него. Збориме канабис индика во фармакопеја од 1926 српска и пишува канабис индика се одгледува во Иран, Ирак, Персија, се одгледува таму, ама се одгледува и кај нас. И има дека се одгледува кај нас и точно кај се одгледува. Поточно од Ниш надоле. Стара Србија или Македонија. Од Ниш надоле, Ниш, ова Полошка котлина, Тетово, Гостивар. Сваќаш, се одгледува канабис индика. И во фармакопејата го имаш и рецептот како се прави маслово, што ние викаме дека го измислил Рик Симпсон, пошто тој не го измислил, него го вратил во употреба. Што тоа масло пред тоа го правеле од Исус па навака, зашто има и некои теории дека во светото миропомазание што Исус ги мачкал апостолите, една од состојките е марихуана. Сваќаш, зашто во преводот од арамејски јазикот на кој што зборел Исус и на кој што е напишан на Стариот Завет или нели Тора еврејска и така, нели Стариот Завет кај сите ист. Да. И кај муслимани, евреи и кај нас. На арамејски го има рецептот за светото миропомазание со кое Исус се мачкал и ги мачкал апостолите. Преводот од арамејски во све укажува дека се работи една од состојките за светото миропомазание има и канабис внатре. Сваќаш, значи тие екстракти од канабис, течни форми на канабис се користеле нонстоп во човештвото и ритуално, што се најдени на археолошки сајтови во посади во мали нели количини. Такви грнени Да. и бронзени чашки и така натака. Значи човештвото цело време го користи канабисот и на некој му текнало 60 години да го забрани. 60 години е забранен, 61 со конвенција на Обединетите нации. И тоа е Америка лобира, а Америка ја стискаат овие фамилии. И тоа е фактички подемот на нафтената индустрија заедно со фармацевската едно исто е. Да.
Сваќаш, исти се газдите, исто се од тоа што менува светот на полошо. И уствари се поробува на некој начин. Добро, но она што е индустријска употреба фактички, значи На тоа сав да се вратам. Па еве ти, за тоа спомнав, се вратив на медицинска, почна фармакопеја, да, ти ми кажи за другите употреби. Значи го има у српска фармакопеја, после тоа го има во југословенска фармакопеја од 1933. Па има друг податок, и тој ако сакаш ќе ти го пратам, ако сакаш да извадиш на подкастов. да. Има научни природопис од 1924 година, хрватско научно списание, што излага нели еднаш месечно. Има научен труд на еден професор што се вика Симо Тројановиќ, ама Симо Тројановиќ е на Ич, зашто тогаш било 1924 кралство Југославија, како му доаѓа. А Симо Тројановиќ е битолчанец, Симо Тројановски, таму е роден. Симо Тројановски, да го збориме по битолски, е роден у Битола, ама бил професор на факултет во Белград, ама предавал и на факултет во Скопје. И он прави научен труд за марихуана и зашо гледа дека научниот труд му се состои од тоа каде расте, шо како, и он во научниот труд објаснува дека најубавата марихуана расте од Врање, од Нишпа надоле, поготово Врање, тука кај Куманово, по Пчиња тече кај Куманово, така по долините на Пчиња, Морава и не знам уште која река. Значи тоа е све Северна Македонија, Јужна Србија, најубавата марихуана растела, што допринела да жителите во тој регион бидат најбогати во Стара Југославија, да има највише милионери по глава на жител и дека таа марихуана се извезувала и во држави кои сами произведуваат марихуана. Значи Југославија, да. зашо била поквалитетна наша, сме извезувале во Русија, во Турција, не знам каде, нашава марихуана. Тоа он го кажува во неговото истражување и продолжувајќи го истражувањето почнува да пуши марихуана и ги запишува што му се случува, нели, мери притисок, шеќер у крв и така натака, 1920 и некоја. А после тоа експериментот го продолжува на факултет во Скопје и им дава на своите студенти да пушат. И ги има со име и со презиме, официјален документ, значи стар 100 години, ама постои. Тој кај нас никој не го прочитал, никој не го не интересира. Дека во Скопје на факултет истражувале дејство на марихуана 1924 година и тоаш не било дрога. Растела сегде. Сакаш тој идел за истражувањето, си зимал по 1 кило. Тој го пишува дека првиот пат кога пушел, он не мотал цигара, него истурил 1 кило врз жар и го дишал чадот. Сакаш, така инхалирал. Ке ти го пуштам и тој документ да го прочиташ и можеш нешто да убациш, нели, као да ги ставам секи ги ставиш, да, као сега. За другиве употреби, значи индустријска употреба, Хенри Форд, кога го направил тој првиот модел на лента кола да иде, нели, производство на лента за да колата да не биде само за најбогати, него за широка популација. Комплетната каросерија е направена од композитни влакна од коноп. Скоро све е направено што не е што, значи освен каросеријата, нели, од метал е направена ова шасијава. Да. И тоа све, значи каросеријата е направена од коноп. Имаш снимка на YouTube, Хенри Форд ја мава колата со чекан и чеканов се одбива на колата ништо. Сакаш, не биле лимени колите, биле од композитен материјал што се прави од коноп, што во некој случај панцири може да се прават, зашто толку е цврсто влакното, не може ништо да го пробие. Колата идела на бензин од марихуана, зашто можеш од семето, од маслото од семето да правиш бензин. И сите други масла во колата за подмачкување се прават од марихуана. Значи, ти пола кола ја правиш од марихуана и иде на гориво од марихуана. И тогаш му доаѓаат овие истиве што ја прават фармацевска индустрија, пошто се истите и нафтена индустрија, го фаќаат зуба малце го тегнат и ги пребацуваат колите на нафта. И тоа го имаш како факт сегде по интернет. Значи на Хенри Форд првата кола пола од марихуана направена и вози на марихуана. Само тој дел од индустријата види околу кафе. Друга сега работа ќе ти кажам. За хартија се сечат дрва. Така. Ако засадиш дрва на 100 квадрати, ти даваат исто целулоза за хартија,
колку што ти дава марихуана на 25 квадрати. Се види колку помал простор за истата количина на хартија, ама вистинските бројки сега ќе ти ги кажам. Дрвата за да бидат финансиски исплатливи треба да растат минимум 15 години, за да има доволно целулоза за да ги исечеш и да ги преработиш, а марихуана на 25 квадрати ти истата целулоза ти ја дава за 6 месеци. Сваѓаш ти која разлика е? За 6 месеци на 25 квадрати произведувам иста количина на хартија како што би произвел со дрва за 15 години на 100 квадрати. Сваѓаш ли која е разликата? Сега, колку вода ќе потрошам за тие 15 години да ги полевам дрвата, а колку вода ќе потрошам да ја полевам марихуаната за 6 месеци? На марихуаната не требаат ни пестициди за да расте. Ништо. Расте. Шо треба поише да зборам нешто? Пластика се прави, пошто можеш да правиш бензин за кола од марихуана, се прави пластика која се распаја. Сите овие пластични шишиња со кои ја загадивме планетава нема назад дури. Да, 10 до 12 месеци као некој период бил на распајање. Од марихуана. Да. Да, а ова друго никад не се распаја. Тоа го имам сретнато, да. Тоа само ти кажам. Замисли го тоа. Знаеш колку работи? Ама многу индустрии сега што живеат треба да пропаднат ради тоа и сите се против. Вака сега. Еве, забранија марихуана 60 години, така? И марихуана е забранета. Зашто цело време е присутно у поп култура? Црнти на спотови, пушат джоинти, Snoop Dogg едно друго. Тоа е све борба против марихуана. Тоа се вика псајоп, психолошка операција на овие, што сакаат да ја забранат. Знаеш зашо? Ти ја представуваат марихуаната само од едно светло. Еве го Црнецов, што е рапер и е криминалец, пуши марихуана. Така, и сите родители, сите деца, сите ние како луѓе го гледаме тоа. Така, никој не сака, мислам, некои сакаат што се рапери така, ама повеќето луѓе нели се дистанцираат од тоа, зашто црнците пушат марихуана. Така. Цело време е така представувана. Стајна е како дрога, прво вака не е друга, истите молекули ти ги произведуваш во твојата пинеална жлезда. Сваќаш? Како може да не предизвикува зависност? Значи не предизвикува зависност. Создава нови мозочни клетки, прави неврогенеза на мозокот. Све она што го читаш на интернет за марихуана, уствари е обратно. Вика суши мозок. Знаеш како е дојдено до тоа дека суши мозок? Америчка администрација пред да ја забрани налага на неколку научници од Америка да тестираат марихуана на мајмуни и да најдат штетно дејство на марихуаната за да може да го пропагираат. Зашто има огромна пропаганда против марихуана. Зашто луѓето пред тоа им била број 1 кроп за садење. Број 1. Ни жито, ни пченка, ни ништо. Највише марихуана се садело. Зашто била за све, семките за храна. Семката е најчист протеин на планетава. Една од 5 супер храни за човек. Содржи омега 3, омега 6 у совршен сооднос, содржи на 30 грама семки, 10 грама чист протеин, тоест не у форма на протеин, него у форма на аминокиселини. Сите аминокиселини за да изградиш протеин се наоѓаат во семката на марихуаната. И ниедно друго растение не ги содржи сите во едно место за ти да можеш да ги значи да не ти и како се луѓе што толку одгледувале марихуана ќе им ја забраниш одеднашка. Со ненормална маркетинг кампања да биде забранета. Затоа тоа само ти кажам, се изненади кога ме чу дека и Snoop Dogg што пуши е дел од тие елити што сакаат да ја забранат. Да, на што ме изненадува? Ме изненадува, пример, јас сум некој што... Па све што е лош пример пуши џоинт на телевизија. Значи, сум запознаен со тие такви масовни глобални шеми на пренасочување внимание, диверсификација, такви работи, да. Но никогаш не сум си ја поставил равенката во однос на марихуаната на таков начин. Никогаш го немам тоа направено. Едноставно сум го земал како се вика, пример, нивниот заклучок, како здраво за готово и така. Не знам зошто, ме разбираш, несвесно некако на автопилот и влегувам во таа матрица. Цело време треба да си будем, тоа е работата. Значи јас за тоа ти кажав, од ова со марихуана ја открив и у други индустрии што се случува, од кои не се разбирам. Ама чим вака ми прават тука, значи така ми прават и таму, па и со телефонија, и со све. Не, ама
Ептен ти влегле на поле, тебе мислам дека ги демистифицираш многу во работи, не знам. Па за тоа име нема више по телевизии. Зашо не им одговара, за тоа има по подкасти, како кај ТВ, како кај овој байкеров и кросфитеров, разбираш? И сега кој има уши ќе чуе, кој има очи ќе види. Други нека останат да спијат. До кај е иницијативата? Мислам До никаде. Знаеш зашо? Порано се боревме, имаше од таму контра, така? Легализирате марихуана, нема да легализирате пошто е лек, нема да легализираме пошто е дрога, и имаше да се расправаме со аргументи. добро. А сега го направија најлошото. Тотален игнор и неспомнување на темата. Што можеш да направиш? Еве, правам што можам, кај тебе сум на подкаст. Што можеш да направам? Сам како поединец, као све. Кај нас плюс таков е народот, еве, најде ми, молим те, имам дете болно, имам родител болен. Има ли уште такви повици? Добиваш ли Да, такви? да. Ама сите ги преупатувам на овие видеа што ги гледаш. И едноставно не можам. На крај на крајшта све што имам ја да кажам за марихуана го има група на што има ќе си влезе, ќе си прочита. Немам другачие како. Да има некој слух од било која власт, од било која политичка партија, па да се врати ова во малце во фокус, да им се помогне стварно на многу луѓе, тогаш да, тука сум отворен за соработка секогаш, ама вака више видов дека сизифова работа. А ја не сваќам како ниеден од тие луѓе кој што имал, да кажеме, позитивен бенефит, не излегува јавно и тоа да го каже. Тоа сам да ти го кажам, тоа сакам да ти го кажам, срамота. Некои искачале јавно и кажале. Поготово кај мене у група, на пример ми пишувале порака и ја ги прашам, ќе ја постирам порака, нели со добри резултати од користење канабис. Ќе ја постирам пораката, некои сакале анонимно да биде, некои им викале не ставиме со име и со презиме, баш сакам и на други луѓе да им помогнам. И има така некои луѓе, ама у принцип повеќето не. Значи, за жал, значи, знам луѓе што се излечиле од разни болести, од канцер, само со употреба на масло и си кјутат. Не им кажуваат на други. Не ги интересира, бе. Секој си е за себе си гледа. Значи, не ги интересира. Во случај некој да му се отварат нови хоризонти во животот, има покана да е тука и да го сподели своето искуство, вратата ќе биде отворена. Така да сметам дека е многу битно тоа, значи ако е тоа така, едноставно да се сподели и да се знае. Знаеш како има и предрасуди, имаше болни што не ќе му да дознае дека користам марихуана, да не се спаси. Ја не сум таков. Не, ја не сум таков, бе, каков си човек, значи мене ме врегаш, сега ти помогнам да користиш, ја користам, не сум таков, каков е тоа? Наркоман, што не ми е јасно. Друга работа, многу луѓе што се излечиле, што користеле огромни дози, после полека намалуваат дозата и престануваат да користат. Кај е зависноста? Она што зборевме дека е дрога, дали е... Значи, никој немал кризи, не знам шо, не знам како. Ништо. Скроз ја скокнавме и темава она што сакав да зборам за дрога, што е дрога, што не е дрога. Ајде. Ама муабетот ми е тоа, прескажни зборевме сите супстанции. Вака, не е супстанцата крива. Хероин и кокаин се фармацевски лекови, направени од Бајерн. Добро, тоа да. Така, биле за тоа има фармацевски знаење, лекови. А повеќето опијатски зависници во Америка се луѓе кои прво почеле да користат опијати препишани од лекар за болка во аптека. Скршена нога, скршена рака, така натака. Добро. И се навлекуваат. Сваќаш, и после почињат и на улица на црно да земаат. Значи вака, проблемот со тоа сакав да ти кажам, луѓе илјадници години ги користат овие сите супстанции. Денес што ги викаме дроги, што според мене не се дрога. Не е проблемот во супстанцата, проблемот е во човекот. И ова се алудирам на твојот гостин претходен, мислам, ја го почитувам Ептен, само што мислам дека некои работи треба да ги гледа од друг агол. Никогаш не е проблем супстанцата. Значи никогаш. Еве да речеме, имаш алкохоличари. Не, еве да го земеме неговиот пример, ајде пошто го спомна. Значи неговата приказна е... Не можам ја да зборам за него, пошто му ја слушав приказната. Добро. И како почел, као сакав да се направам мангуп со постарите ова. Не. Значи, сите луѓе кои стануваат зависни, не мора да биде супстанца. Коцка, Facebook, порнографија, тоа се све зависности. Екстремни спортови,
адреналински спортови, поготово и што рипаат, бейс џампот, карпа, и што летаат и така натака. Ја имаш ли дефиницијата на зависност? Веќе која Сега ќе ти кажам. ти може да имаш. Не до дефиниција на зависност, значи прво вака многу ме научиле оние професори кои ги викавме тука на семинари. Добро. Еве ќе кажам и наследен план ни беше еден професор, само во тој момент бараше многу пари за предавање. Не онака ненормално многу, не можевме тоа да го направиме. Габор Мате. Ете така, гледаш како го погоди Габор Мате. Да, му ги читам. Габор Мате ние го знаеме уште пред да стане познат, преку овие професори што ги носев тука, они ми го препорачаа. Па тоа има дајано дефиницијата на зависност, тоа те прашав. Ја таа истата ќе ти ја кажев, значи, ама тоа он е само он тоа што го малце појавно што го кажува. Тие исти истражувања и заклучоци ги има у Португалија од кога се декриминализира сите други. Падна бројот на зависници. Ја правиш легална и автоматски имаш помалце зависници и немаш криминал. И тоа ниедна држава не го копира, зашто не им одговара. Имаме резултати. Па еве не само во Португалија, Колорадо и секаде што е некоја таква супстанција легализирана, поготово Португалија. Значи вака, проблемот со зависноста е незалечена емотивна болка. Зашто нашиот мозок не разликува физичка од емотивна болка. Значи на мозокот, пошто он осека само сигнали, нели мозокот е во нашиот череп и он само добива електрични импулси од нашите очи, од нашите уши и така натака, така. Ама он седи у мрак. На мозокот потполно му исто дали некој ќе ти залепи шамар или ќе те навреди некако, нели, да те опцуе емотивно ваму таму. Истиот сигнал за болка се пали. И хероин и кокаин се анелгетици. Третираат болка. Затоа и највише се користеле порано у медицина. Луѓе што имаат емотивна болка не излечена, најчесто стануваат зависници. Сега, истите луѓе, ако успеат да се излечат од некоја зависност, обично забегуваат у друга. Може да ти кажам милион примери, некои луѓе може и ќе се навредат. Не викам дека нема луѓе што стварно се излечиле без да забегаат од нешто друго. Ама 80%, пошто имам и многу пријатели лични што биле зависници на хероин. Добро. Буквално сум растал со зависници од хероин. Буквално, мои најдобри двајца другари се фиксале уште у основна школа. У 8 оделение. Зборам 93-4. Буквално учев у Кочо Рацин, имаше хероинска епидемија. Буквално деца од основна школа се имаат фиксано со хероин. Да не зборам за средно. И знам многу, мислам, не сум користел хероин, ама сум бил и кога се дрогираат и кога нели ги се спремаат дозите и све. Значи повеќето ќе се излечат од хероин, ама ќе станат алкохоличари. Ќе се излечат од хероин, ама нема да искочат од казино. Ќе се излечат од хероин, ама ќе станат монаси. Ма сваќаш? Ќе се излечат од хероин, ама стануваат маратонци, скајранери, кросфитери, ама и тоа го прават фанатично после тоа. Така, сега, затоа кажав, не е проблемот супстанцата, проблемот е самиот човек. Ќе ти кажам и друг пример со единствената дрога што е ептен инкорпорирана во нашето општество. Алкохол. Колку луѓе, сега да отидеме што сме у петок вечер да отидеш у Девар Мало. Сите кафани се пуни. Колку проценти е од 100 луѓе у кафана, колку проценти пијат алкохол? 100. То добро е 99, пошто не пијам алкохол, ако седнам некоја кола ќе пијам. Ама сам кажеш, скоро сите, така. Колку од нив се реално стануваат алкохоличари? Ни 2%. Така. Искача петок, сабота ќе се начука да се расположи ваму таму да си помине супер со друштво. Понеделник тера на работа. Колку стануваат алкохоличари, онака алкохоличари под мост, црвено вино да пие, така? Да, не. Многу мал процент. Апсолутно, не, апсолутно. Мислам, Исто и со другиве субстанции. Тоа го објаснува и самиот доктор многу убаво, дека нели двајца различни луѓе, да еве што и да е било која субстанција, кога ќе дојдат во контакт со таа субстанција, едниот станува зависник, другиот не. Значи истата субстанца, истите не си, различни се условите,
со кои стигаат до неа. Значи, човека што недостаток на љубов, Па ја емотивна сега ќе ти болка. кажам, твојот гостин кажа за да ме прифатат од друштво. Ама од друга ъгла гледаш, не е да те прифатат од друштво, него да се излечиш осаменоста. Затоа ти си почел да взимаш. Сваѓаш други исто проблемот со почнав со марихуана. Вака сега. Викат прво си почел со цигари. Што се исто штетни, само разликата е што легално се продаваат. Сваѓаш, не си почел прво со марихуаната, никој не натерала да земе друга супстанца. На краишта со марихуана се лечат другиве зависности, од хероин, од кокаин и така натака. Значи има програми кои користат екстракт од канабис за да ги лечат другите зависности. Значи тотално од друга ъгол представени работите. Зашо дури ама добро управо беше претходниот гостин зашо напомена тоа е мое мислење. Така да не му зијаме за зло. Да, и Ама фактите се скроз друго. И он стварно го мислам, он стварно го мисли тоа и го Не, значи мене ми е јасно, он ништо не кажува што не е вистина, гледано од негов аспект, од негов агол. Само што ја конкретно за све друго што збореше беше управа, ама конкретно е ова со зависностиве, значи тие луѓе што имаат предиспозиција да станат зависни, тие ќе станат зависни дури и све да е забрането. Он ќе најде начин. Друга работа, зошто повеќето луѓе што посегнуваат по дрога стануваат зависници? Зашто си бараат спас. Сите имаат болка во себе, нели, оваа што ја збориме. Таа може да ти била травма дори си бил бебе, може твоите родители биле супер, кога си бил бебе, си доживел некаква травма што, нели, таа болка уште стои подсвесно. Сваѓаш, ние сите сме се соочиле со некаква, да речеме, неправда у животот, така што длабоко те повредила и така натака. И сега, за да продолжиш да живееш, тебе самиот твој систем ја спакувал, ја скрил негде далеку у подсвест, ама не значи дека не постои, така. И ти таа болка, кога ќе во некои одредени ситуации кај имаш тригери што ќе те потсетат на таа болка, таа па почиња да работи. Тогаш тебе ти треба некаква субстанца. Највише користена за тоа е алкохол, зашто е легален. Саѓаш, ама алкохол си носи своји ризици. Марихуана исто така ќе помага да е легална, со многу помалце ризици. Зашто не ја легализираме? Ја не сум чул некој дувач да иде со другарите да пуши и да игра PlayStation и после да дојде дома и да истепа жена. А со алкохол многу често е тоа. Друга работа што зборевме за возењето. Кога возиш пијан и кога ќе направиш сообраќајка, у 90% од случаите не е зашо психомоторни способности ти се малце оф. Знаеш зашо е? Туку. Алкохолот ти дава лажно его. Можам овде да свртам овој, може да го претицам, боли сум од овој и тогаш ја правиш сообраќајката. Не е до не си видел или бев пијан не видов. Не, види, значи тоа стварно патот се дели во тој момент, значи вака, кога си леш пијан 2 промила не, ја ти зборам 0,8 кој имаш у крв е 1 промил ваму таму, не е од импермент сообраќајката. Туку е од курчење што ти го дава, нели, што ти дава храброст алкохолот. Добро, пак се збориме за нивото за количината на што и да е, која и да е субстанца што имаш, значи различна да количина. Да нема ни да тргнеш со кола, ќе тргнеш ќе се учукаш на паркинг. Значи тоа има овдека, ја мислам дека ние сме овдека поднебје со висока толеранција за алкохол и некако те стига на пола пат тоа, кој ќе почне адреналинот да ти паја. Се нема култура. Тоа да не збориме, значи тоа да не збориме, ама поинтата ми беше друга, значи ние не можеме да ја изрегулираме употребата на што и да е. И некако она што викаш ти, например, еден џоинт, два џоинта. Ама нема потреба да се регулира, тоа само да ти кажам. Знаеш, знам на кај ова што викаш ти е да се легализира, кој ќе знае колку му е до крај кога да каже стоп. Овие у кафанава што ги спомнавме 100 луѓе, кога знаат кога е стоп? Значи си има едноставно твојот организам и една друга работа што се вика одговорна употреба, responsible use. Разбираш? Нема луѓе да умрат од марихуана ако е легална и сега ќе земам ја да пушам и ќе палам џоинт после џоинт после.
Значи, што е исто ќе се користи буквално и кога е легална и сега кога не е легална. Истите луѓе што вака, ако се легализира, нема да има нови корисници. Што сега утре ќе стане легална и сега некој што не пушел ќе каже дај бе сега е легална да запалам еден џоинт. Па не, ви сигурно дека ќе има поише Некој луѓе што ќе сакаат да Ќе пробаат. проба, ќе види што е, ќе батали. Ќе има Сваќаш? сигурно, да, ќе има сигурно поише луѓе што сакаат да пробаат. Тоа е факт. Мислам дека здраво тоа што ги држи Ама сега. сакам да ти кажам, тие што сакаат да ја користат и што ја користат, на нив им е исто дали е легална или не е легална. Тоа да. Пак си ја користат. на таа група. Државава нема појма кој колку користи, што прави. Она си живее у нешто дека фаќаат деца со џоинти. Па фатете ги тие што им ги продаваат тие џоинти, што ги фаќате децата. Ама не може да ги фатите нив зашто ќе треба сами себе да се фатите. Пошто не може да има толкава продажба. Знаеш ли колку на ден се продава марихуана во Македонија? Не знам. Ќе ти кажам само еден пример. Види по трафики колку се продаваат ризли. Види само. Тие ризли не се продаваат за мотање тутун. Имаш 5 различни фирми и избор на ризли. Сваќаш? И сегде ги има на сите бензински, у сите трафики, у продавници сегде. Па тоа мора некој да го купува, иначе зашо стои? Така, видете фирмите што увезуваат ризли, УЈП колку увезуваат месечно ризли. Прво тоа земи го. Друго, иди на онкологија. 80% од луѓето користат масло, што го купуваат на црн пазар. А другите 20% уште не нашле од кај да купат. Сваќаш? На литри се продава масло. Ти кажав, јас знам дилери што купуваат имоти по Грчка од продажба на масло. А тие не се ни најголемите дилери што ги знам. Има многу поголеми од нив. И пак ќе ти кажам, све е само, значи, и све ова со значи, дрогиве според мене треба сите да се легализираат. Зашто кога ќе се легализираат, тогаш можеш да ги регулираш. Тогаш може да се купат од легално место, повеќето од зависниците, пошто е навреда да го кажеш наркоман, повеќето од зависниците имаат здравствени проблеми не од дрогата што ја зимаат, него од незината чистота. Сваќаш? Хероин да може да се продава у аптека и кокаин, ќе идеш таму ќе си ги купиш и знаеш што купуваш и дека е чисто. Сваќаш? И ќе го користиш. Сега саш да ти кажам нешто, нели наркоман која нема друга, нели овој кажуваше кршел вратата само да стигне до дозата. Сега да ти кажам една вистина, најголемата вистина што сите ја ќутиме, а седи као слон у собава. Ајде. Утре да престане да се продава диазепам. Знаеш пензионериве што ќе направат? Сите аптеки да кажат немаме диазепам од денеска. Па ќе имаш армија на наркомани што ќе кршат, ќе плячкат, ќе само да дојде диазепамот зашто се исто така зависни. Ама не се социјално маргинализирани, зашто нивната зависност си ја купуваат у аптека, у кутивче и не брзаат да ја купат, зашто никој нема да им ја украде, цената е ефтина и стално ја има во аптека. Сваќаш? Така да се продаваат хероин и кокаин, зависниците ќе можат таму да ги зимаат, нема да имаат хепатити, нели преносливи болести што се нема да инектираат, зашто почињаат да инектираат, нели да се фиксаат кога у принцип сите така почнуваат кога нели толеранција ствара нонстоп дрога и сега ќе му треба грам да го ушмрка, он со четврт увена ако го стави му е истото и многу појако дејство. И они ствари така се пребацуваат на игла, не. Види ова што го зборише, сметам дека има голема вистина ова што го кажуваш, и Канада, да кажеме, една од државите, тоест Торонто, конкретно го земавме Габор Мате како човек што има работено таму во тој град, значи они има направено дистрикт, значи цел дистрикт што ги собраа сите зависници од градот, пошто почнаа да паѓаат по улица, едноставно преголема стана излезе од контрола, целата таа ситуација ги собра во еден дистрикт кај што едноставно они им ја дава кој да е, нели супстанцата, они на кои што се навлечени таму. Ја користете нормална, значи пошто пробавме со рехабилитации, пробавме со доктори, се пробавме. Дојдете сите овдека, значи ние ќе ви ја даеме дозата, користете ја како луѓе
и на таков начин да пробаме да ви третираме. Функционираат нормално. Да, Зашто тоа сам ти кажам, никој не кажа колку се продава за Тоа, за ова пар. што го кажаш, Пола држава ни се да, наркомани. они го Само што имаат. ја имаат дозата ready available за ефтини пари и не се случува да мора да плячкаат нешто да прават. Ме сваќаш? Тоа сакам да кажам. Сега, тие луѓе кога ќе имаат пристап, они многу полесно може да се откачат од неа. Убаво раскажуваше човекот, зима една доза и мисли другата, мозокот му е кај ќе ја најде другата, зашто не му е сигурна. И затоа он фокусиран само на барање на следната доза, зашто многу му е страф ако остане без неа, што ќе му се случи, така, зашто више е зависен. Ама тоа онако знае дека не мора да се бори со наоѓање пари, со наоѓање на дозата и со све, он ќе може да функционира и да биде да допринесува во општество на било кој начин. Саѓаш, самата држава ги држи такви да се зависници и ги држи на маргини за да после разни невладини организации на нивен грб прават проекти за заштита, за лечење, за инкорпорирање па во општеството, а уствари само ги користат, не им ги решаваат проблемите и само цицаат странски пари кои се користат па после за политички цели. Со тие невладини организации, тие ни се рак рана во општеството, не сите, ама голем број. Еве да ја начнеме и таа тема. Ајде да ја начнеме. Повеќето невладини организации, поготово што се борат за човекови права, се перални на пари. Тука у Македонија. Во една имам и работено и сум видел од прва рака што се случува, а после тоа и со мојот активизам, кога дојдоа да помагаат, уствари дојдоа да ни ја растурат работата, ништо не помогна, одмогна, дури имавме и неколку намешталки. Ќе го кажам оној, мора да го спомнам, Комитет за човекови права од еден град скандинавски. Така да не знаеме за кој збориме. Па оригиналниот институт е затворен за проневера на не знам колку милиони евра, а нашиот работи како испостава на оригиналниот не постои. Тоа го знае некој или не го знае? Истата таа таму што е газдарица, директорка, какви човекови права, бе, луѓе, за што збориме? За што збориме? Кај се тие за човековите права на овие што изгореа окочани? Кај се нешто да кажат? Или еве ќе кажам друг пример. Ако случајно некој каже дека не се слага со LGBT агендата што они ја промовираат, автоматски си хомофоб, ваков, таков, или напаѓаш некој нивен, или не знам, феминисти, вакви, такви, протести прават феминистички и така натака, што јас сум за тоа све. И сум за LGBT популацијата да има своите права и, значи, тука да се разбереме, не сум анти тоа. Јас сум против нив против организациите што ги користат нив и ги манипулираат, со тоа и сите нас не манипулираат. Зашо? Кај се тие организации сега, која напаѓа актуелнава градоначалничка? Не навлагам поише дали она добра градоначалничка, лоша градоначалничка или не знам што. Кај се тие организации да реагираат на заканите, на нели што се случува све, еве, жена е градоначалник, види што и се случува. Без разлика, може стварно не ја бива како градоначалник. Мада ја не мислам така. Ама кај се? Кај се за многу други такви работи? Нигде ги нема. Нигде. Само нивната агенда, мал број на луѓе. Таа агенда мора да е поддржана од јавно мислење. Значи, ама јавното мислење е изманипулирано. Па единствен начин, значи тој филм цело време да вози е да барем во свеста кај голем број на луѓе е оправдано на некој начин. Значи луѓето мора да си дадат оправдание за работите што се случуваат, ме разбираш? Сега колку длабоко они и колку од маргинално почнуваат да работат таа свест, за кога ќе дојде самиот чин да се случи, никој ништо да не осети, работите што ги кажуваш ти сега, да кажеме, не постои, мислам дека уште еден човек, 2, 3, 5, 10 максимум, што ги размислува на таков начин, ме разбираш? Постојат многу, ама нека да зборат. Више се сите уморни, не можеш според мене, повеќето од нив се она малигна тријада, социопати, психопати и нарциси. Во принцип така и се понашаат. Значи, најсериозно,
сега нели многу е модерно за било кој што не се свија да кажеш овој е психопат, нарцисоидно, ама они според тоа што го прават со нивниот начин на делување, значи тоа е тоа. И ти не можеш да се разбереш, они ќе бидат увек управо, ти кога ќе сакаш да кажеш нешто, дури да држи вода, све ќе направи дури да не искочи на виделина. Значи Од каде кај тебе, мислам, енергијата со која што го пренесуваш целото ова кај тебе ми е неверојатна. Значи стварно ми е после толку години и после све ова што ти си има случено, да се уште на ваков масава се тресеме, разбираш, дури збориш. не, Значи, тоа тоа е баш голема енергија и се гледа дека го кажуваш да, ама па за тоа бев напаѓан после. И до не победиле, малце се тргнав, ама не може да ми го сменат мислењето. Значи тоа е тоа што го прават. Сега ја може имав погрешен начин на борба со тоа порано, зашто Апла бев директен судир со сите и уствари тоа они многу добро го искористија у смисол, а така со сите и прават, значи тоа им е модус операнди. Ќе те доведат до, за тоа зборам дека се психопати, зашто тоа го прават психопати. Те доведуваат, значи те провоцираат, те напаѓаат, така на така, ќе те доведат до ситуација кога стварно ќе влезеш ти у афект и нели кога ќе избувнеш, ќе опцуеш, ќе направиш она, и они све тоа уствари го чекат и еве те го гледате го овој каков е будала, психопат, пцуе, она, ама пред тоа што ти правеле, тоа не се спомнуваме, разбираш. Така делуваат со све. И со стравот го чува лозјето. Со заплашување на англиски fear mongering, сваќаш? Ако не направите вака, ова ќе се случи, ако не направите така, тоа ќе се случи. На истиот начин е и забранувана марихуанава. Тоа сакам да кажам, со исти методи, тоа се методите. Земи како Макијавели малце читај, ке сконташ, мислам, треба малце да читаш на таа тема, ама треба прво да се изгориш јако, па за да те заинтересира за да навлезеш, ама после кога ќе навлезеш е многу лесно. Ја би сакал уште неколку пати да те донесам овде, искрено ти кажам, затоа што мислам дека имаш многу за зборење. Имаш доста што да пренесеш, нели, камерава ќе си остане, значи како трак, како видеотрак од тебе, сведочење некое за тебе, за твојата работа, и ова ќе биде секогаш место кај што можеш да се искажеш комплетно. И верувам дека ќе стигне до голем број луѓе, дека ќе покрене барем еден процес на размислување, не мора тоа да значи, не знам, утре дека ќе се легализира канабис или ќе се смени целото јавно мислење, но дека една скала. Да му смениме мислење на еден е вредно, а нема да биде на еден. Фала ти за денеска и до некое следно гледање. Фала ти на тебе зашто даде простор за ова, темава стварно треба помалце да се врати у фокус. За жал останува само на подкасти, се надевам дека после овој подкаст ќе види некој од држава, па малце да ја вратиме темава, зашто е потребна прво марихуана, прво на пациентите у Македонија, после на Македонија за финансиски и на крајшта европејци сме. Така, германци, да. Да, не мора да сме германци, ама ние сме европејци пред нив. Ама бара многу разбирање, бара учење доста и малце читање, што ви рекол ти, значи остани така до некој следно гледање. Важи, фала многу за просторот.